Добра вечер во Дневникот на КТВ, 11 мај 2026 година. Безбедноста на учениците и вработените во образовните институции останува врвен приоритет за надлежните служби во Кавадарци. Денеска во Основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот се одржа голема показна вежба за заштита и спасување при пожар. Ова активност е само една од низата планирани вежби кои институциите ги реализираат со цел да се подигне свеста и подготвеноста за дејствување во вонредни ситуации. Општина Кавадарци ги продолжува вежбите, плански вежби кои што ги има заедно со територијалната противпожарна единица, со дирекција за спасување и заштита, со ЦУК, Црвен крст, полиска станица, општа болница и се она што значи општина Кавадарци како колектив кој што треба да се грижи за цивилната заштита. Многу битни се овие вежби што на територијата на цела општина Кавадарци веќе подолго време, над 8 години ги спроведуваме. Со тоа децата ги запознаваме директно во делот на некаква предвидена опасност и нормално според планот за заштита и спасување да евакуацијата биде навремена, евакуацијата биде спроведена според планот и да биде професионално спроведена од менаџментот, од воспитниот образовниот дел на кадрите кои што ги имаме во самото училиште и од техничкиот персонал. Како што видовме вежбата, која што покажа симулација на пожар, евакуацијата на учениците беше безбедна, секој си го знаеше своето место, безбедно, без паника на своите места дојдени. И мислам дека со овие вежби покажуваме за да не да Боже да дојдеме во таква ситуација слично или било каде, дека прво противпожарната единица, полиската станица, општа болница, проширена дејност, сите други служби кои ќе учествуваат, се блиски до народот, а и народот е близок со нив. Тоа значи дека од најмлади години треба да се запознаваме со нашите предпоставени ризици кои што негаш може да бидеме соодветени во реалност. Така да јас уште еднаш заблагодарам и на директорите, на командирот и на сите тука учесници кои што заеднички успеа да ова вежба биде успешна и да нашите деца се соочат со една реалност и таа реалност да ја спроведиме во една пракса и дај Боже да биде само во вежба во иднина и да не застанеме тука, да општина Кавадарци биде една од најмодерните општини и најактивните општини која што со покажувањето на вакви вежби ќе го дига нивото на заштита на нашите деца и на целокупното цивилно население. Од име на Советот на општина Кавадарци голема благодарност до сите инволвирани кои денеска беа сведоци на ова и учествува во ова показна вежба. Показна вежба која покажа дека општина Кавадарци има функционален систем. Тоа нешто за кој сите копнееме денеска на денешниците на 21 век е функционалност на системот. Денеска преку оваа показна вежба, заедно преку територијалната противпожарна единица, ЦУК, Црвен крст, преку брза помош, во Основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот во Кавадарци, му го доближивме на нашите најмили за тоа што значи да се има пожар во една училница во Основно општинско училиште и нашите најмили воедно се сведоци за тоа сите немили настани да му ги доближуваме за да имат увид за тоа што е тоа во реално време. И како се важни овие вежби, како што ја каже градоначалникот, ова стана во нашиот град традиција која покажува дека нашиот систем под локална и јавна самоуправа овозможува да биде функционален, а воедно тоа не прави на сите горди. Овие вежби како се важни како за нашите најмили во нашите основни општински училишта, воедно и за нас да видиме што треба да се вложува за функционалноста и одржување на самиот систем и се надевам дека ќе го пратиме трендот на модерното време каде што ќе одговориме на истото тоа модерно време, да бидеме ние одговорни и воедно функционални, а одговорноста пред се му ја должиме како на нашите жители, така и најмногу на нашите најмили кои и најмлади кои се иднината на нашите Кавадарци. Така е презадоволно денешната вежба, имавме исто така и пробна вежба, меѓутоа денешната реална ситуација покажа како би требало да се постапува без паника, смирено од страна на сите засегнати страни, затоа што безбедноста на учениците и вработените нели е наш приоритет. Тие пробни вежби треба да станат и реалност, веќе и се, значи секоја година барем 2 интерни показни вежби со што нели ќе се доближат овие за жал можни и реални ситуации на било каква елементарна непогода и како да се постапува при истите. Нашата оценка е на високо ниво. Задоволни сме како прво од наставниот кадар што го има во училиште, начинот кој што го организира учениците на излегување, поточно евакуирање.
начин на кој што дечките што се ученици од ова училиште, кои што се и членови на Црвениот крст, начин на постапување, начин на помагање на нивните соученици, нели тоа ми фи како една од главните должности и обврски што ги имаат, добро се извежбени, добро знаат да помогнат при секој вид на еден вид на повредени на учениците, така да ние сме повеќе задоволни. Но не престануваме тука, не завршуваме тука. На нашата цел со градоначалникот и со локална самоуправа ни е целата младина нели да биде колку што може пообучена, запознаена со сите ризици што може да ги сноси една елементарна непогода, да знаат на кој начин си помогнат меѓу себе. Тоа го веќе го преминуваме, продолжуваме да го преминуваме, тоа го правиме преку разни вежби, предавања, лични контакти со учениците, преку противпожарни квизови што ги организираме секоја година, така да не застануваме тука, продолжуваме понатаму. Показна вежба и на неготинските пожарникари се симулираше пожар во старата зграда на Неготинската гимназија. Градоначалничката на општина Неготино Марија Нацева во саботата присуствуваше и со внимание ги проследи активностите од показната вежба што ја реализираа припадниците на територијалната противпожарна единица Неготино и доброволното противпожарно друштво Повардарец од Неготино. Показната вежба се однесуваше на интервенција на пожарникарите при евентуално настанување на пожар во објект, во случајов во старата зграда на Неготинската гимназија. При изведувањето на активностите сите пожарникари покажаа завидно ниво на подготвеност и практична демонстрација при евентуално гаснење на пожар, при што на дело ги покажаа стекнатите вештини и искуства од обуката на која учествуваа во Словенија, како и употребата на новата опрема која општина Неготино ја обезбеди преку донација. Инаку показната вежба беше дел од редовните активности на пожарникарите во пресрет на летниот период, кога и најчесто се случува настанување на пожари. Во недела 17 мај ќе се освети новиот конак при црквата Света Петка во Кавадарци. Со чинот на осветувањето ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Во недела на 17 мај, по завршувањето на Светата Божествена литургија во црквата Света Петка во Кавадарци, ќе се изврши чин на осветување на новиот конак при црквата Света Петка. Чинот на осветувањето на конакот ќе го изврши неговото блажество архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, во сослужение на митрополитот Повардарски господин Агатангел и други архиереи на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, како и на бројно свештенство на Повардарската епархија. Овој конак се изгради со средства на Повардарската епархија, како и со прилози на жителите на градот Кавадарци. Во овој новоизграден црковен конак, покрај параклис посветен на светиот архиепископ Мирликиски Никола, чиј ктитор е градоначалникот на општина Кавадарци господинот Митко Јанчев, има и библиотека, канцеларии, приемни простории, трпезарија, кујна и други помошни простории. Се покануваат сите добронамерници на молитвено присуство на овој радосен настан за црквата Света Петка, градот Кавадарци и неговите жители, како и за целата Повардарска епархија. Се подготвува просторот каде ќе се гради новата картинг патека. Покрај патеката, кавадарчани ќе добијат и пропратни содржини за комплетно спортско и рекреативно доживување. Во тек се подготовките на просторот за изградба на новата картинг патека во местноста Моклиште. Кавадарци добива модерен картинг центар наменет за рекреативни возачи, љубители на автомобилизам и организирање на помали надпревари и спортски настани. Комплексот ќе се простира на површина од 2700 метри квадратни и покрај современата картинг патека ќе содржи и пропратни објекти кои ќе овозможат комплетно спортско и рекреативно доживување на посетителите. Со овој проект, градот ќе добие нова спортско-рекреативна содржина која досега недостасуваше во регионот, место за адреналин, дружење и развој на
Заврши државниот надпревар помеѓу електротехничките, машински и сообраќајни средни училишта. Во саботата беа доделени наградите и признанијата на најдобрите од теоретските и практичните надпревари. Денеска во нашето училиште, Средното општинско училиште Киро Спанчо Брка од Кавадарци, се реализира вториот дел од државните надпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Македонија. Втор ден, односно реализација на практичниот дел од надпреварите по струки, каде што дел од практичниот дел, односно изведбите за реализација на надпреварите се реализира во нашето училиште, а дел од практичниот дел се реализира во компанијата IGN Trade, за што сме многу благодарни за тоа што тие ни излегува во пресред и максимално се потрудија вториот дел од надпреварите да бидат реализирани на еден професионален начин, односно професионални изведби на практичниот дел од државните надпревари. Овде сакам да потенцирам дека во компанијата IGN Trade се реализираат вториот дел, односно практичниот дел од надпреварите за машинска струка, образовниот профил машински техничар, заварувач и машински техничар за производно машинство, како и од електротехничката струка, електротехничар енергетичар. Остатокот од профилите за кои што имаме практичен дел на надпревари се реализираат во нашето училиште, а тоа се кај електротехничка струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, понатаму електротехничар за индустријска мехатроника и електротехничар за електроника и телекомуникации. Исто така и од машинската струка имаме останати профили кај кои што се реализира практичен дел во нашето училиште, а тоа се автомеханичар, машински техничар за моторни возила. Понатаму од сообраќајната струка имаме два образовни профили кај кои што се реализираат практичниот дел од надпреварите, а тоа се патен сообраќај и транспорт и техничар за транспорт и шпедиција. Во денешниот ден, откако ќе завршат и практичниот дел на надпреварите, ќе се сумираат резултатите од теоретскиот дел од државните надпревари, кои што се одржаа вчера, и така сумирани резултатите ќе се објават најпрво прелиминарни резултати, а потоа и конечни резултати. Исто така, во денешниот ден, на крајот е предвидено доделување на медалите и прогласување на најдобрите ученици. Со доделување на медали и прогласување прво, второ и трето место. Со тоа, фактички, во овој втор ден се заокружува целиот процес и затворање на 43-тите државни надпревари од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Македонија, кои што се реализираат во Средното општинско училиште Киро Спанчо Брка од Кавадарци. Сакам да ги поздравам сите учесници, да им посакам успех во иднина и пред се за тие што добиле, односно прво, второ или трето место, наградените да се продолжат понатаму и да нижат успеси во животот. Вие сте со Дневникот, продолжуваме со останатите содржини. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука според која од полнок доаѓа до значително намалување на малопродажните цени на дизел горивата, додека цената на најкористениот бензин останува непроменета. Цената на литар евродизел поевтинува за 4 денари и сега ќе изнесува 89,5 денари. Евросупер БС 95, цената останува иста и ќе се продава за 85 денари. Евросупер БС 98 се намалува за половина денари и ќе изнесува 86,5 денари. Вметнувањето на малцинствата во Уставот го зајакнува националниот идентитет и го отвара патот кон Европската Унија, порачаа од опозиционата СДСМ на денешната пресконференција. Христијан Мицкоски и ВМРО ОКГ продолжуваат да лажат дека вметнувањето на малцинствата во Уставот го загрозува македонскиот идентитет. Ова е чиста манипулација. Вистината е спротивна. Вклучувањето на малцинствата во Уставот го зајакнува македонскиот национален идентитет, а не го слабе. Кога сите граѓани, без разлика на етничка припадност, се дефинирани и заштитени со највисокиот правен акт во државата,
Тој ја зголемува кохезијата на општеството и ја зацврстува македонската државност. Например, нашите сограѓани србите, кои се значително повеќе во Македонија од бугарите и хрватите, според последниот попис, исто така не представуваат никаков проблем за идентитетот. Зошто ВМРО ОКГ не се плаши од нив, а се плаши од бугарите, кои според пописот се само 3504? Одговорот е јасен. Не се во прашање малцинствата, туку намерната блокада на ЕУ интеграциите. Ако се внесат бугарите, хрватите или други малцинства во уставот, како тоа го слабее македонскиот идентитет? Напротив, го зајакнува. Затоа што сите тие се македонски државјани, а малцинскиот статус е само додатна заштита на нивните колективни права. Македонскиот народ останува конститутивен и доминантен народ во својата држава. Отварањето на вратата кон Европската Унија истовремено значи отварање на вратата на Европското јавно обвинителство. А токму од тоа, Мицкоски и неговата криминална група најмногу стравуваат. Нема повеќе наместени тендери, а ќе следи одговорност пред институциите на правдата. Затоа ја блокираат уставната измена. Се останато, загрозен идентитет, бугарска опасност и слично, е чиста лага и изговор за да ја заштитат својата криминална мрежа, неказнивоста и можноста за продолжен грабеж на државата. Мицкоски не се бори за македонскиот идентитет. Тој се бори за својата безбедност и безбедноста на својата криминална група. СДСМ јасно порачува. Силен македонски идентитет во силна европска Македонија. Правда, а не заштита на криминалците. Европска Македонија или криминална изолација. Изборот е јасен. СДС и Филипче треба повеќе да работат за Македонија отколку да кодошат во Бугарија. Порака од владеачката ВМРО ДПМН. СДС и Филипче треба повеќе да работат за Македонија отколку да кодошат во Бугарија. СДС и Филипче со рейтинг од само 4%, знаејќи дека во Македонија никој не ги поддржува, ниту пак им дава назначење, се свртија да одработуваат за странски држави и странски партии. СДС и Филипче свесно шират какафонија во медиумскиот простор, бидејќи се загубени и немаат што да понудат на граѓаните, освен лаги, измислици и манипулации. Затоа СДС и Филипче велат дека уставните измени се последниот шекор кон Европската Унија, додека новиот бугарски премиер Румен Радев категорично во секој негов настап вели дека по уставните измени Бугарија ќе има и други барања. Дека уставните измени се последната пречка за Македонија веруваат само Венко Филипче и оние лојалистите на Зоран Заев, поставени лично од него во партиските структури на Социјалдемократскиот сојуз. Наместо да застанат на вистинската, на македонската страна и да ја бранат државата, СДС и Филипче по стапките на Заев да можат уште еднаш ке го сменат името за да дојдат на власт и да крадат. Тоа што Заев го започна, Филипче нема никаков проблем да го заврши. Овие антидржавни политики на СДС, Заев и Филипче им носат само штета, низок рейтинг, раменна статистичка грешка и исчезнување од политичката сцена. Ги повикуваме СДС и Филипче конечно да се вразумат и да застанат во одбрана на македонскиот идентитет, интегритет и достоинство. Мицковски им ја краде иднината на младите, затоа се иселуваат од Македонија, велат од СДСМ. Навреда за сите млади. Врв на лицемерие и цинизам е повикот на Христијан Мицковски младите да не се иселуваат. Па младите, поради него и криминалната организација ВМРО сакаат да се иселат. Поради криминалот, корупцијата, сиромаштијата, немањето систем и партизацијата. Мицковски им ја краде иднината на младите. Со намерното блокирање на европскиот пат, најголема штета трпаат младите македонски генерации. Наместо европски пат и интеграција, истиот тој Мицковски
отворено ни порача дека бил подготвен да чека децении за влез во Европската Унија. Децении да стоиме во место, во изолација, да не држи како заложници. Ни продаваат лажен патриотизам, додека државата ја водат луѓе со бугарски пасоши. Во сред криза, владата на ВМРО не донесе ниту една мерка за младите, ниту ја зголеми минималната плата, ниту донесе директни мерки против поскапувањето. Додека Мицковски ги повикува младите да не придонесуваат за туги економии, тој нашата економија ја уништува и неконтролирано се задолжува. За само 2 години направи нов долг за 2,3 милиарди евра. Долг кој ќе треба ние младите, идните генерации да го враќаме. Ние ќе треба да ги враќаме долговите за криминалните тендери на шефот на мафијата Мицковски. Младите масовно се иселуваат и ќе продолжат да се иселуваат од земјата, не затоа што не ја сакаат Македонија, туку затоа што не гледаат перспектива на чело со Мицковски. Ова расипничка и криминална власт ни ја одзема надежта дека тука може достоинствено да живееме, работиме и да напредуваме. Почитувани млади, изборот на следните избори е иднина со Социјалдемократскиот сојуз или изолација со ВМРО-ОКГ, иселување со Христијан Мицковски или Европа дома со Венко Филипче. Изборот е повеќе од јасен. На градските гробишта во Кавадарци денеска беше погребан поранешниот градоначалник на Кавадарци Иван Чулев. Иван Чулев е роден на 11 ноември 1934 година во Кавадарци. Тој беше градоначалник на Кавадарци меѓу 1990 и 1996 година. Како прв човек на општината во време на транзиција, Чулев го водел градот при воведувањето на повеќе партискиот систем во независна Македонија. Пред да застане на чело на општината, тој работел како градежен инженер во ХЕЦ Тиквеш. Актуелниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев се прости од својот претходник на социјалната мрежа Facebook. Неговиот придонес за Кавадарци ќе остане трајно запаметен, а споменот за него ќе живее меѓу граѓаните и сите што имаат чест да го познаваат, напиша меѓу другото Јанчев. Дневникот продолжува со информации од спортот. Продолжува соработката со Фудбалската федерација на Македонија, ке се осветли стадионот на ГФК Тиквеш, рече во изјава за КТВ градоначалникот Митко Јанчев. Од ФФМ се најавуваше градоначалниче опремување со рефлектори на градскиот стадион и уште едно игралиште. До каде е таа работа и може ли да се очекува наскора реализација? Општина Кавадарци како општина која што веќе 8 година е во првата македонска лига, како градски фудбалски клуб Тиквеш и континуитетот кој што ги имаме со Фудбалската федерација усогласува се по нивните правила и прописи, имаме континуитетна соработка и поготово сега со новиот претседател кој што веќе е втора година како претседател господинот Мамарагич и очекувањата се во план како град Кавадарци. Градскиот стадион е ставен во план да се дадат светла за да можеме од наша страна како инвестиција да биде електриката и каблите, а од страна на Фудбалската федерација да бидат рефлекторите, кои што се значителна сума, некако околу 300.000 евра и нашите инвестиции било околу 150, да можеме да направиме уште еден стадион во Македонија, во интерес и на федерацијата, и на Тиквеш, и на амбиентот, да имаме
стадион со можност да се играе во вечерните часови. Исто така во разговор со председателот на Фудбалската федерација, за тоа што општина Кавадарци и градскиот фудбалски клуб Тиквеш има повеќе од 270 младинци кои што тренираат со 8 тренери, тоа е оврска на клубот, исто така поддршката од Фудбалската федерација на Македонија, која што доаѓа секоја година со значително добри значајни средства. Договорено е со него заеднички општина Кавадарци да комплетно го спреми теренот на спортскиот центар Јаскмин, а од Фудбалската федерација да добиеме донацијски травник, односно вештачка трава која што е од висок квалитет и че може таму младинците, а и другите клубови да тренираат, за тоа што таа локација како спортски центар Јаскмин и тоа фудбалско игралиште кое ќе биде многу оптеретено, природната трева тоа не го дозволува. Во овој случај очекуваме до месец септември и тоа да биде завршено, така да општина Кавадарци како клуб кој што постои повеќе веќе од 100 години и како градски клуб кој што ги краси боите на општина Кавадарци и од сегаш имале таленти, сме имале и добри резултати, очекувам да продолжиме во тој правец, така да секој со својата обврска да се испочитува до крај. 31-то коло во првата македонска фудбалска лига донесе разрешница околу тоа кои екипи ќе се преселат во понизок ранг. Шкендева Тетово ја совлада Струга со 3-1, а Вардар во дербито го победи Силек со 2-1. Во борбата за опстанок Пелистер во Битола го декласираше Шкупи со 7-0. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш одигра квалитетно на гостувањето кај тимот на Македонија Ѓорче Петров. Веќе по првото полувреме, со головите на Окере и Сила, кавадарчани водеа со 0-2. Во вториот дел, Сила и Лусијано ги поставија конечните 1-4. Со овој пораз, екипата на Македонија Ѓорче Петров директно испадна од лигата. Следната сезона во втората лига се Сели и Работнички, кој на гостувањето во Струмица одигра само 2-2 со Брера. А Расими и Башкими, две екипи кои засега се во безбедната зона, одигра 1-1. Во втората македонска фудбалска лига се одиграа средбите од 28-то коло во кое во големото дерби за шампионската титула во Штип Брегалница одигра 1-1 со Шкендио Дарачиново и ја задржа лидерската позиција. Во останатите средби Охрид Големо Конјали 3-0, Преспа Детонит 0-3, Кожу Победа 8-0, Тетек Скопје 0-1, Нова Цибеласица 1-0, Саса Слогавиница 1-0 и во Неготино Вардар загуби од Осогово со 0-4. Во третата македонска фудбалска лига група Југ на програмата беа средбите од 25-тото предпоследно коло за оваа сезона, во кое се постигнаа следниве резултати. Влазними Јуниор Осоман 6-4, Ултрас Питугули 2-1, Тополка Бучин 3-3, Борец Младост 7-0 и Башкими Превалец 1-1. Во рамките на 8-то коло од плей-офот и плей-аутот во машката ракометна Суперлига се одиграа неколку мощни интересни дуели. Еврофарм Пелистер, како апсолутен фаворит во Битола, го совлада Бутел со 38-28. Градскиот ракометен клуб Тиквеш во Кавадарци парираше само едно полувреме и на крај загуби од Алкалоид со 23-30. Во дербито на ова коло, Охрид на домашен терен успеа да го совлада Скопски Вардар со 26-24. Во плей-аут сегментот, Пролет убедливо го совлада Радовиш со 37-29, а тимот на Еврофарм Пелистер 2 успеа да го победи Куманово со 27-25. Прилеп во овој сегмент само ја потврди доминацијата и славеше против Струга со 34-24.
Времето утре предпладне ќе биде сончево со умерена облачност, попладне ќе биде променливо облачно наместа со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд, силни електрични празнења, ветер и услови за појава на град. Попладне ќе дува умерен до засилен ветер од западен правец, температурата ќе достигне до 25 степен. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатни мигови со нашата програма.